Другар ти купи мотор, мораш и ти. Друштвото отиде на пат, следниот пат, обавезно одиш и ти. Го виде новото Дукати, мора да го имаш и ти. Ова се само дел од причините за кои што решаваме да возиме мотор. Сите треба да имаме различни мотивации зошто сакаме да возиме мотор. Различни мотивации, различни желби, различни потреби на крајот на криштата. И тоа е одлично, честито, ако си решил да возиш мотор или ако веќе возиш мотор. Но тоа не е се. Треба да знаеме некои други работи пред да се впуштиме во оваа авантура. Дали си сигурен дека подготвен влегуваш во оваа авантура? Дали можеби читаше книги или па гледаше видеа или го утепа од прашање на својот инструктор? Ова што следува во ова видео се неколку основни совети кои од нашето искуство сметаме дека се неопходни да ги знаете пред да започнете да возите мотор или кога сте на самиот почеток. Уствари, треба да ги знаете во било која ситуација, без разлика каде сте во скалата на своето возење. Јас дел од овие работи што ќе ги зборуваме денеска, ги научив пред да почнам да возам, ги дознав пред да почнам да возам, а дел ги дознав со тек на возењето. Дел се уште не сум ги совладал. Има време за се. И пред да започнам со листава, се знае, лайк, subscribe и звонче, како што си редот, за да може да ги добиваш сите нови видеа и со известување на твојот YouTube профил. Добро, ако не сакаш сега, почекај до крајот на видеото, ќе те потсетам уште еднаш. Одиме по ред. Ова е листата на 5 работи кои треба да ги знаеш пред да започнеш да возиш мотор. Прва работа, веројатно сите ја знаете. Кога ќе положите за возење на мотор, не знаете да возите мотор. Имате возачка, знаете да се снајдете во сообраќај, меѓутоа далеку од тоа дека знаете да возите мотор. Немам намера да ве набредам, можеби некој од вас стварно имал искуство и претходно. Меѓутоа, возачкиот испит, односно полагањето, не учи да ги почитуваме сообраќајните правила во град и не учи да ги знаеме основните функции на мотор: кочење, менување брзини и слично. Ретко кој инструктор, секоја чест на исклучоците, меѓутоа има и време и има можности да не научи како да се поставиме во кривина, како да се најдеме во ненадени ситуации, како да закочиме нагло, односно во панични ситуации и така натаму. Не е тоа ништо лошо. Меѓутоа, она што треба да знаете е дека на почеток не знаете да возите, не знаеме да возиме. Допрва тогаш почнуваме да сваќаме како се местиме за кривина, каде кочиме во кривина, како се грижиме за моторот, колку е важен ланецот, како се важни гумите и така натаму. Не е ништо страшно. Возењето мотор се учи низ годините, се учи континуирано, се усавршува континуирано. И она што е важно е да го прифатите тоа како факт и да се однесувате така. Да не мислите дека сте сега голем фраер и дека може без проблем да се однесувате како најискусниот возач на планетата. Зема возачка, имаш самодоверба и си спремен да бидеш главен моторџија во мало. Ги собираш сите пари и одиш на реклама 5, пазар 3 или дај Боже во салон и си спремен да ги пукнеш сите пари на твојот моторот со ништата. Немој така, немој. Немој сите пари одеднаш да ги трошиш на мотор. Во моментот кој ќе го купиш моторот, кој ќе се качиш на него, ќе сватиш дека ти треба опрема. И не е доволна само кацига, не е доволно само ракавици. Потребна е и јакна, потребни се и панталони, потребни се еден куп други ситници. Немој да импровизираш. Многу често позаимената опрема или опремата која што е импровизација, всушност не е вистинско решение. Или не е сочувана, или не е точна на твојот број, не ти одговара тебе, а тоа всушност значи дека не е доволно безбедна. Одвој некој 600-800 евра на почеток за да можеш да си купиш солидна опрема која што верувај ми ќе се исплати. И уште нешто, опремата е потрошен материјал. Немој да мислиш дека ако еднаш си купил кациг или еднаш си купил јакна или ракавици, готово, си завршил работа. Секоја година, секој 2 години, секој 4 години, секој дел од опремата си има свој век на траење. Така да планирај однапред. Ако ти немаш доволно пари, собери за да купиш добра и безбедна опрема. Верувај ми, опремата ја гради самодовербата, ви дава поголема сигурност кога ќе тргнете да возите на пат. Правило број 3. Првиот мотор нема да го возите цел живот. Не се секирате, не треба да се заљубите во првиот мотор однаш, дозволено е, ама не толку многу. Меѓутоа, првиот мотор ви служи за да научите да возите. Првиот мотор е тука за да ве направи да се чувствувате комотен. Одберете мотор кој што ќе одговара на вашето знаење, на вашите вештини, на вашиот физикус, за да може да се чувствувате комотно, удобно и стабилно. Овој мотор ќе ви користи за да научите да возите. Овој мотор ќе ви треба да ви влее самодоверба. Овој мотор ќе паѓа. Не се секрете, ќе зборуваме за тоа во следните точки. Меѓутоа, ова е моторот кој што би требало за година-две да го надраснете. Моторот со кој што вие ќе откриете дали ќе возите на пат, дали ќе возите офроуд, дали ќе возите повеќе, не знам, во група, дали ќе возите сами, ќе ви треба повеќе багаж, ќе возите со уште некој и така натаму. Најчесто првиот мотор е тој кој што ве дефинира вас како моторџија. Вие сами можеби не знаете. Времето ќе си
покаже. Ќе си осетите што вас ви лежи, што вас не ви лежи. Не се врзувате за првиот мотор и немојте да мислите дека првиот мотор е последниот што ќе го купите. Број 4. Моторот ќе ти падне. И тоа е факт. Порано или подоцна, не постои мотор што не паднал. Не може да постои мотор што не паднал. Не мотор, моторџија на кој што не му паднал моторот. И тука нема ништо срамно. Без разлика дали си почетник, дали си сам, дали си во група или си искусен. Паѓа мотор, особено кога стои во место или кога се движите екстремно бавно. Нема тука никаков срам, нема перде, нема ништо. Едноставно треба да научите како да го дигнете моторот, а за тоа ќе збориме во некој од следните наши видеа, и да станете, да ја трнете вашата повредена гордост на страна и да продолжите. Се случува на секому и нема никаков проблем околу тоа. А оние кои што навистина ви се пријатели, кои што навистина сака да ви помогнат да научите подобро да возите, нема да ви го најдат тоа за зло. Ако моторот до сега не ти паднал, прашање на време е кога ќе ти падне. Она што е многу поважно е да се фокусираш да го подготвиш и себе, што е психички, и моторот, што е физички, од повреда. Односно, да ставиш соодветна заштита, за да може да биде штетата минимална кога тој ќе падне. И последното официјално правило од оваа листа за денеска. Правило број 5. Внимавај со кого возиш. Моторџиската заедница со отворени раце ќе ве прими. Секој жив чека нов моторџија да му ги сподели своите искуства, своето знаење, да го викне на уште една авантура. Меѓутоа немојте да брзате. Има време и за групни вожњи, има време и за долги патувања. Она што е многу важно е да внимавате со кого возите на почеток. Избегнувајте големи групи и избегнувајте да возите со луѓе кои што не може да ја проценат вашата вештина, вашето ниво на возење. И многу лесно може да ве доведат во ризична ситуација. Не секогаш намерно, некогаш и ненамерно во поголеми групи се случува да дојде до некаков несакан инцидент. Затоа, на почеток, важно е да возите свој ритам, своја вожња, своја трка. Не сте во група за да се надпроверувате. Вие имате ваш сет на вештини, имате знаење доколку што имате знаење. Не треба да ги бркате другите без потреба. Внимавајте со кого возите и избегнувајте поголеми групи. Има за се време. Уште неколку брзи совети пред да направиме посебни видеа за некој од нив. Гумите се многу важни, можеби и најважни. Не штедете пари, потрошете ги на гуми. Купете добри гуми и редовно проверувајте го притисокот во нив. Немојте да дознаете дека гумите ви биле отидени прекасно, односно да оседите на своја кожа. Посветете време да вежбете кочење. Кочењето е многу важно. Ако кочите, не значи дека сте поспор возач. Фокусирайте се на она што е пред вас, не зад вас. Заборавете на сите оние идиоти што ви го сечат патот, на грешките во кривина што сте ги направиле или на некое погрешно кочење. Не може да го поправите тоа. Фокусирайте се на она што доаѓа пред вас. Фокусирайте се на патот пред вас и на добрите работи што може да ги направите во следната кривина. Сигурен сум дека листава може да се надградува, продолжува и проширува. Но јас ќе застанам тука. Доволно се овие совети како за почеток. И ќе те прашам, кој е искуството, кој е советот кој што ти си го добил подоцна, си го дознал подоцна, а би сакал да го знаеш за почеток? Сподели во коментар некое твое искуство, мудрост или совет. И нормално, пиши го советот кој што тебе ти беше најдобро дојден кога почнуваше да возиш. За крај, да си го исполнам ветувањето. Ако досега не стисна лайк и сабскрајб, тогаш сега е време да го направиш тоа. Се гледаме во следното видео. До тогаш, вози безбедно. Одвој на почетокот вкупниот буџет, едно 500, 600, 800 евра, испланирај 600 евра на сам почеток, за да купиш добра опрема.